Топ тема, добро вечер. Секој прв вторник во ноември на секои 4 години. Сите погледи свртени кон САД. Америка избира меѓу Трамп и Бајден за нов председател на избори, кои веќе носат многу историски атрибути. Најмногу изглезени гласачи досега во предвременото гласање. Избори кои, освен очекуваниот одговор кој ќе биде новиот жител на Белата куќа или старо новиот, може да донесат и пресврт во доминацијата во Американскиот представнички дом и Сенатот, бидејќи освен председателските, денеска се одржуваат и избори за Конгресот. Вечерва во топ тема за главните дилеми околу изборите со нашите колеги од Гласот на Америка на македонски јазик. Се осврнуваме и на спецификите на изборниот систем, кои држави ќе ја донесат победата и кому. Како американци од македонско потекло гледаат на изборите, разговаравме со Радој Глишич, скопјанец кој веќе 20 години работи во Пенсилванија, една од клучните држави за одлука. Оставштината на Трамп и што значат овие избори за САД и глобално, за тоа ќе коментираме со Васко Наумовски, поранешен македонски амбасадор во САД, и Љубомир Гајдов, политички коментатор. За почеток, како течат изборите во живо од Вашингтон? За топ тема специјално го имаме Јане Бојаджиевски од Гласот на Америка. Јане, првата карактеристика е големиот одзив или излезност незапамтена во изминатото столетие. Како тече денот? Боби, добро вечер од Вашингтон. Со над 101 милион граѓани кои веќе гласаа во раното гласање, овие избори се очекува да имаат најголема излезност во поновата американска историја. Изминатите 6 месеци Бајден е конзистентно во анкетите пред Трамп води меѓу 2 и 6%, но тоа денес не важи. Берзите во Њујорк се на стендбај. Пазарот и инвеститорите се несигурни кој ќе го контролира Вашингтон, што тоа значи за гласањето за нова помош за заживување на економијата. Многу инвеститори најавија дека ќе почекаат додека не се знае правецот по кој ќе се движат САД во следните 4 години. Најзагрижувачко сценарио, оспорени избори од било која страна, каде ќе бидат потребни недели пред да се знае победникот. Финансиските пазари не сакаат неизвестност, многумина очекуваат дека Wall Street во таков случај ќе има голем пат и загуби на тргувањето. Тука Боби би подсетил дека која партија ќе има контролата врз Сенатот по овие избори е исто така важно како и освојувањето на Белата куќа. Ако мнозинство освојат демократите, тоа ќе значи очекување за поголема финансиска доза на поддршка за економијата. 7 од 35 места во Сенатот кои треба да се реизберат денес се наоѓаат во речиси подеднакви трки според непартиски политички извештај. На демократите им се потребни 3 места ако победи поранешниот подпредседател Џо Бајден или вкупно 4 места ако победи председателот Трамп. Бидејќи ако Сенатот е 50-50, подпредседателот ќе треба да пресече. Републиканците во моментов имаат сенатско мнозинство 53 наспроти 47 гласови, само едно од 12 демократски места во Сенатот кои се за реизбор годинава е рангирано дека се движи кон републиканците. Боби, двајцата застанаа само во Пенсилванија неколку пати во последните неколку дена. Сојузна држава, каде Бајден води во неодамнишните анкети, каде Трамп победи 2016. Покрај Пенсилванија, Бајден денес ќе биде во Охајо, каде анкетите покажуваат дека двајцата кандидати се доста изедначени. Но зошто е битна Флорида? Раното гласање во оваа сојузна држава почна на 19 октомври. Бројката на граѓани кои веќе гласа урна рекорди. Оваа сојузна јужна држава е една од така наречените клучни, што може да бидат пресудни на претседателските избори поради големиот број на гласови со изборниот колеж. Кој ќе освои ќе добие 29 гласа според изборниот колеж. Тоа ќе значи голема добивка на патот кон освојување на Белата куќа. Боби? Јане веќе спомена дека она што беше не специфично за САД, а што е специфично за овие избори, тоа е можеби карактеристика специфична за нашите простори, дилемата околу резултатите, можноста тие да не бидат признаени од страна на Трамп, особено поради огромниот број на гласачи кои што гласаа преку пошта. Она што е индикативно е што се зголемени мерките за безбедност ширум САД по метрополите поради загриженоста за нереди. Што се случува во тој поглед?
Боби да го цитирам, председателот Трамп од митинг во Северна Каролина, ќе го исушиме мочуриштето Вашингтон, ќе го сочуваме американскиот сон. Завршивме со хаосот, твитовите, гневот, карактерот на Америка буквално на избирачкото ливче, порача Џо Бајден. Ова е најилустративно кон што се залагаат кои се нивните политички доктрини, но и говори за наелектризираната атмосфера. Затворени, забарикадирани се многу излози од продавници с големини безбедносни мерки пред Белата куќа. Во следниве денови се закажани неколку демонстрации во главниот град. Нови избори за прв пат ќе гласаат 30 милиони афроамериканци кои што може да го одлучат победникот. Иако понуди недоволно докази, актуелниот председател Трамп во неколку наврати предупреди за можни проширени изборни измами со гласањето по пошта. И ако републиканците го оспорат исходот од изборите, тогаш случајот би можел да заврши пред Врховниот суд. Тогаш случајот да го заврши пред Врховниот суд, гласот од најновата судика Еми Барет, номинирана од Трамп, би спречило евентуално гласање 4-4. Боби? Јане, спомена пред малку дека гласовите во Флорида се едни од клучните според досегашната пракса. Ако се биде во ред, бидејќи имаме голем одзив, имаме голем број на така наречено рано гласање, доколку се биде во ред, првите резултати според македонско време би почнале да треба да пристигнуваат веднаш по полнок, односно тие познати предвидувања на американските медиуми со затварањето на гласачките места во Индијана и Кентаки. Потоа околу 1 веќе би требало да го имаме и предвидувањата за Флорида, што се некаде околу 60 електорски гласа и се така на секој половина час до час време, се до 7 часот наутро, повторно говорам по македонско време, кога се затвараат последните гласачки места во Аљаска, мислам. Меѓутоа, сета оваа неизвестност околу, веќе ја спомена ти, околу пребројувањето на гласовите, бидејќи различни држави имаат различни правила, некои ги бројат прво гласовите од денеска, други од гласовите по пошта, трети гласовите од така нареченото рано гласање. Навистина, што може да се очекува? Досега имаше таков случај со Буш постариот, меѓутоа ова се чини би можело да го надмине тој рекорд. Боби, точно аналитичарите во САД велат дека резултатите од изборниот ден нема да бидат официјални и недели подоцна. Крајниот рок е различен из сојузните држави. Трамп е за демократскиот противник Џо Бајден за околу 8% во националните анкети, но нешто помалку во клучните сојузни држави кои ќе го одлучат резултатот од изборите. По заздравувањето од коронавирусот на почетокот на октомври, од кој починаа повеќе од 230.000 американци, 74 годишниот председател организираше изборни собори во најважните сојузни држави Флорида, Мичиган и Пенсилванија. Трамп понекогаш имаше посета 2 или 3 пати во повеќе сојузни држави во еден ден. Да резимирам, Боби, аналитичарите велат дека Бајден има повеќе патишта како да го добие мнозинството од 270 гласови во изборниот колеж кој го одредува победникот. Ако Бајден победи и е инаугуриран на 21 јануари, ќе биде 46-тиот председател. Ке има 78 години, најстариот председател кој некогаш бил избран во САД, надминувајќи го Трамп кој имаше 70 години кога презеде функцијата. Инаку, Боби, Трамп вечерва ќе се обрати од Белата куќа, Бајден од родниот Делавер, ќе ги чекаме резултатите. Ќе видиме кога ќе се појават. Боби, за сега толку од Вашингтон. Да, Јане, очигледно ова е ног на исчекување и во САД, но и во светот со оглед на значењето на изборите во Соединетите Американски држави. Очигледно повеќе и по конкретни анализи ќе можеме да очекуваме и да се слушаме со тебе во текот на утрешниот ден. Благодарам уште еднаш, тоа беше Јане Бојаджиевски од Гласот на Америка на македонски јазик со последните новости и коментар околу дилемите во Вашингтон. Зошто овие избори се сметаат за историски? На ова прашање дескот на Телма ги подготви клучните специфики на овие, но и главните карактеристики на американскиот изборен модел. Никола Илиевски ја има оваа анализа.
Председателски избори како ниту едни досега во историјата на Соединетите Американски држави. Во услови на глобална пандемија која досега усмрти повеќе од 230.000 американци, но и предизвика сериозни економски проблеми како растечка невработеност и затворање на илјадници бизниси, но и во услови на засилени расни тензии и масовни протести заради полициската бруталност, гласачите избираат помеѓу актуелниот лидер, републиканецот Доналд Трамп, и кандидатот на демократите, поранешен потпредседател Џо Бајден. Пандемијата драматично го промени изборниот процес. Заради безбедноста на гласачите и стравот од неконтролирано зголемување на бројот на заразени од COVID-19, 50 американски држави овозможија гласање преку пошта, а ги засилија и опциите за така нареченото предвремено или рано гласање. Американците одговорија без преседан. Уште пред денот на изборите, над 95 милиони луѓе веќе го искористиле своето гласачко право, што е повеќе од 70% од вкупниот број на гласови на изборите пред 4 години. 2/3 од овие гласови, повеќе од 60 милиони, се гласање преку пошта, а начинот на кој ќе бидат броени ја поставува следната крупна дилема. Кога Соединетите држави, но и светот ќе дознаат кој победил на изборите? Иако најголем дел од американските држави веќе го започнаа процесуирањето на гласовите добиени преку пошта и од раното гласање, во 3 клучни сојузни држави – Пенсилванија, Висконсин и Мичиген – изборните органи не смеат тоа да го направат пред самиот изборен ден. Тоа може да предизвика сериозно доцнење во објавувањето на изборниот резултат во овие држави, но поради така наречениот изборен коледж, односно начинот на кој сад го бираат шефот на државата, да создаде неизвестност и во самата председателска трка. Поедноставно кажано, кандидатот што можеби ќе води на почетокот од објавувањето на резултатите, не мора да биде и кандидатот кој ќе победи на изборите. Трамп жестоко го критикуваше гласањето преку пошта, ширејќи го стравот кај своите најжестоки поддржувачи од изборни нерегуларности и фалсификат. I think it's a very dangerous, terrible thing. And I think it's terrible when we can't know the results of an election the night of the election in a modern day age of computer. I think it's a terrible thing. And I happen to think it was a terrible decision for our country made by the Supreme Court. I think it was a terrible decision for our country. And I think it's a very dangerous decision because you're going to have 1 or 2 or 3 states, depending on how it ends up, where they're tabulating ballots and the rest of the world is waiting to find out. Според аналитичарите, рекордно големиот број гласови уште пред самиот изборен ден навестува дека Соединетите Американски држави ќе имаат најголем одзив на гласањето во последните 100 години. Она што е сигурно е дека Бајден води во анкетите на национално ниво, но уште поважно, во повеќето од клучните држави за освојувањето на Белата куќа. Сепак, американски председател не станува кандидатот кој ќе освои најмногу гласови, како што беше Хилари Клинтон 2016 година, туку кандидатот кој ќе освои мнозинство во така наречениот изборен коледж, кој вкупно го сочинуваат 538 електори. Победничката бројка е 270 електори, а колку секоја држава поединечно учествува во изборниот коледж зависи од населението. Во суштина, кандидатите кампањата ја водеа во десетина држави клучни за нивниот пат кон председателската функција. Останатите се веќе однапред резервирани како црвени, со мнозинство за републиканците, или сини, со мнозинство за демократите. Во финишот на изборната трка, Трамп и Бајден своите активности ги насочија токму во државите каде со евентуална победа може да ја освојат Белата куќа. Мичиген, Пенсилванија, Висконсин, Охајо, Северна Каролина, Аризона, Флорида и Џорџија. Трамп, игнорирајќи ја пандемијата, кампањата ја води на масовни митинзи каде неговите поддржувачи не носат маски, ниту пак се социјално дистанцирани, додека Бајден се обраќа на паркинзи каде го седат далеку помал број луѓе во своите автомобили. Folks, in 2 days we can put an end to a president that has failed to protect this nation. In 2 days we can put an end to a presidency that fanned the flames of hate, poured gasoline on every opportunity he had. Biden will deliver poverty, misery, depression. I will deliver jobs, 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 and the greatest economy in the history of our country. That's going to be next year. You see it. Дали САД ќе добијат председател на денот на изборите или американците, но и светот ќе мора да почекаат неколку дена додека се изборат милиони гласови преку пошта, останува да видиме. Неизвестно е и дали Трамп ќе го призна евентуалниот пораз по најавите дека се подготвува фалсификат и шпекулациите дека актуелниот шеф на американската држава е подготвен и прерано да прогласи победа. Ако за ништо друго не може да се согласат, републиканците и демократите заеднички порачуваат:
Ова се најзначајните избори во американската историја. 8 држави важат традиционално за така наречени држави во кои се се кршат копијата до последен момент. Најголем дел од државите во САД се традиционално црвено, републикански обоени или сино-демократски. Победникот во секој изборен циклус го одредуваат така наречените пресвртни држави или држави во кои се кршат копијата и кои во кои гласачите се определуваат во последен момент, одлучувајќи и на тој начин кој прв ќе стигне до 270 од вкупно 538 гласа во изборниот колеջ. Група Пенсилванија е една од оние клучни држави, особено откако изненадувачки ја освои Трамп на изборите во 2016 година. Американски политик направил вкупно 32.768 симулации за тоа кој би можел да биде победникот во овие клучни држави, зголемувајќи ја бројката на тие пресвртни држави од 8 на 15, бидејќи излезните анкети ја прошируваат неизвестноста до дури 15 држави. И при тоа добиле 173 разни комбинации за тоа кој би можел да биде победникот во клучните држави, а со тоа и победник на американските председателски избори. Но се враќаме на една од клучните држави, Пенсилванија. Пред малку разговарав со Радој Глишич, скопјанец кој веќе 20 години живее и работи во САД во Питсбург, Пенсилванија. Еве ги неговите ставови за денешните избори. Радој, благодарам што сте со нас. Добро вечер, односно добар ден, кај вас е дење и ве фаќам некако во некаква пауза меѓу различни состаноци. Значи ли тоа дека веќе гласавте? Да, гласав веќе во само не лично, него по пошта. Веќе пред 2 недели. Преку пошта. Гласањето преку пошта е едно од најспорните во предвечерието на изборната кампања. Во Пенсилванија има и некои проблеми околу одлуките, до кога ќе се сметаат тие гласови, како нема да се сметат. Да, точно. Како ги коментирате ваквите ставови од страна на кампањата на председателот во заминување Трамп? Најверојатно се надевам дека е во заминување. Официјално така се вели. Да, официјално така се вели. Тие коментари се нормален дел на изборите, дека едната страна пробува да ги спречи другата страна да гласаат и да имаат да им се чуе гласот, а другата страна само пробува да ја заврши работата. Ова е нормален дел на целата ситуација. Радој, ова се избори во една екстремно поделена Америка како никогаш досека, барем тоа се коментарите кои што се слушаат, преовладуваат за овие избори. Се согласувате ли вие со оваа теза? Да, јас сум овдека веќе 27 години и да, не сум видел поделена земја него сегашта. На што се должи тоа? Се должи, мислам, на отприлика 25-30 години од тактики од двете страни, уствари, од десната и левата страна, да ги дистилираат своите ставови и да ги означуваат своите припадници како да ги влечат понадесно или поналево, и мислам дека сега имаат успех. Тие тактики што се веќе 30, можда и веќе повеќе години во прогрес, сега имаат стварно полн успех. Ве чуди ли тоа за една Америка, бидејќи може би таквата поделеност,
по партиска, по етничка основа, кајва се и по расна, се можеби беа специфика многу повеќе за овие простори, но во изминатите години, особено и во време на овој мандат на Трамп, тие дојдоа до израз таму каде што најмалку се очекуваше во Америка. Да, познаете како тие ставови се тука секогаш под површината и зависно од тоа каква е климата надвор или политичката и социјалната клима, тие ставови се или неприфатни или прифатни. Трамп ги направи сите тие ставови прифатни. И сите тие што ги има тие ставови под површината, веќе ги појавија. Ама тоа е секогаш тука, тоа никогаш не било решено овдека, бар не во мојим случај. Значи тлеело под површина и само ја чека политичката подлога да заживее. Пенсилванија е една од клучните држави и беше изненадување на претходните избори пресвртот што се случи кога успеа Трамп да ја добие Пенсилванија. Кои се тие специфики? Сега анкетите се различни, но сето тоа зависи од кој регион во Пенсилванија доаѓаат анкетите. Кои се тие специфики на Пенсилванија, која што е една од тие клучни држави која може да пресече кој ќе биде идниот претседател, кои одлучуваат кон кого ќе превагне довербата? Така. Пенсилванија е прилично голема држава, има 20, овдека се викаат electoral votes, не знам како да преведам на македонски. Ние ги преведуваме електорски гласови, да. Во обид да го доближиме системот. Точно. И два големи града, еден на исток, еден на запад, Филаделфија, на исток и Питсбург на запад, јас сум таму во Питсбург. Тие два града имаат популација заедно околу 5 милиони луѓе и тие се повеќе демократски назначени. Ама све во средината на државата е повеќе на десната страна. Таму нема многу луѓе, таму има отприлика 1-2 милиона во целата во средината. Ама се зависи колку од тие луѓе по градовите во Филаделфија и во Питсбург ќе искочат и ќе гласаат. Во прошлиот избор 2016 само околу 55% од гласачкиот електорат, што се вика овдека, искочија да гласаат. Вајде ќе видиме повеќе сега и ако видиме повеќе, тоа отприлика секогаш оди на лево. Да, тоа е теоријата по големиот одзив. Да, последните податоци покажуваат дека има навистина рекорден одзив. Одзив и во Пенсилванија, особено и помеѓу гласовите по пошта, како што и вие рековте. Однадвор многу повеќе се гледа на она што е надворешна политика на Соединетите Американски држави, што е она што клучно според вас влие во Америка. Многу прашања беа актуелни во текот на дебатата, економијата, здравствената политика, расната нееднаквост, одговорот на актуелната ковид криза. Така, надворешна политика многу малку влијае во мненијата на луѓето што гласаат овдека. Повеќе влијае на луѓето што се од левата страна на спектрумот, ама надворешна политика е можда 5-та, 6-та, 7-та или 8-та доле од сите внатрешни политички ставови. Трамп или Бајден во Македонија е некоректно, но во Америка со оглед на целиот систем и на регистрирање на гласачите не е некоректно да се праша Трамп или Бајден. Кој е вашиот избор? Бајден, 100%. Зошто?
Заради тоа што политиката и на Трамп и на Бајден не е толку различна од центар, ама самиот човек што е сега во Белата куќа мислам дека не е спремен, не е спремен, него е критично неспремен да ги извршува тие работи за председател. Мислам дека човекот Трамп нема некоја морална ставка или некој изработен интегритет што го носи. Мислам дека све е само опортунизам и што ќе биде добро за него. Значи, самиот човек е мислам неспремен за таква обврска. Што за вас себе би значила победата на Бајдена, што евентуално втор мандат на Трамп, бидејќи анкетите сега покажуваат водство на Бајден, но грешката на минатите избори беше голема, барем што се однесува до анкетите. Точно. Да, анкетите поменашниот во 2016 има превеќе универзитетски образувани луѓе во семплот и малце отида лево. Ако победи Трамп, знаеме дека живееме во многу конзервативна држава, да не кажам малце и протофашистичка, ама тоа е можда превише јако. Ако победи Бајден, тоа е статус кво, знаете, све ќе дојде од прилика како што си одело пред, што не значи дека е многу добро, ама углавном за климата, за вирусот, за здравство ќе биде малку подобар избор. Уствари многу подобар избор. Како вие чувствувате во Америка пред 4 години кога Трамп ја презеде функцијата, се коментираше дека или ќе го смени редот и поредокот во светот, или ќе предизвика хаос. Од американска перспектива, што се случи? Хаос. Дефинитивно. Неговата база од десната страна има само една надворешно политичка врска што ја гледаат како логична и валидна. Тоа е врската меѓу Израел и Америка и што се случува во поддршката со Израел. Сите други работи што се од надвор се многу помалку важни за неговата база и мислам тоа се случи со фокусот овие 4 години по надворешна политика. Радој ви благодарам за овој краток разговор и би рекол успешни избори и пред се мирна изборна ноќ, бидејќи доаѓаат вести дека многу градови, јас сум бил во Питсбург е голем град, многу големи градови се подготвуваат и за евентуални немири, слушаме за можно непризнавање на резултатите, што се некои, јас би ги нарекол, невообичаени балкански зачини во американските избори. Така. Мислам, овакви работи се случуваат се случува овакви работи и порано, ама да, сега чекаме да видиме што ќе се случи, која страна ќе искочи на протести, уствари да оти десната страна. Фала. Ви благодарам уште.
Радој работи од дома, па се извинувам и во негово име за тоа мало протрчување на децата додека разговаравме. Кој ќе биде новиот или староновиот председател на САД, кој прв ќе стигне до 270 електорски гласови. Колку Америка е поголема денеска или поподелена, поблиска или пораскарана со своите традиционални сојузници, колку добила нови. Тоа се дел од прашањата за мојот следен гостин, поранешниот македонски амбасадор во Вашингтон, Васко Наумовски. Господине Наумовски, добро вечер и добре дојдовте. Анкетите му даваат предност на Бајден, но Трамп е пред голем предизвик. Дали во последните неколку декади, после Џорџ Буш, постариот ќе биде последниот после 1992 ќе биде кандидатот кој што не успел да обезбеди уште еден мандат. Која е вашата прогноза? Јас мислам дека не очекува една изборна ноќ во која што трката ќе биде прилично тесна. Иако анкетите се на страната на демократскиот кандидат, поранешниот потпредседател Бајден, мислам дека во оние така наречени држави кои што го одлучуваат победникот, 5 или 6 држави овој пат, трката ќе биде навистина тесна и ќе ги имаме резултатите дури утре изутрина по наше европско време, а во некои држави, имајќи предвид дека гласовите што се пристигнати по пошта може да се бројат ден, 2 или 3 подоцна, ќе се доведеме до ситуација, доколку резултатот е навистина тесен, кандидатите да бараат и пребројување на гласовите и како што веќе слушаме, а вие го споменавте и во тоа во еден од претходните прилози, дека кандидатите можно и да не ги признаат овие избори во некои од сојузните држави, што ќе значи нова неизвестност, можност за појава на немири на улиците на Соединетите американски држави и една правосудна битка за броење на гласовите. Што се случи во меѓувреме во САД, господине Наумовски, бидејќи се тоа што вие го кажавте, што го кажаа претходните мои соговорници, што го имавме во анализата, таа неизвестност, можност за непризнавање на гласови, тоа беше нешто незамисливо за САД. Државата од каде што ни доаѓа и ни доаѓаат се уште многу тутори и учители по демократија. Секако дека сите општества, вклучително и американското, поминуваат низ одредени промени. За време на изминатите 4 години на мандатот на председателот Трамп, ние видовме еден процес на дополнителна поларизација на американското општество, дополнителни поделби, не само по политичка линија, туку и врз основа на расната, дури и етничката припадност и секако она што значи неуспех да се направи напредок во однос на односите помеѓу различните расни заедници. Знаеме дека изминатите неколку месеци на улиците на повеќе градови во Соединетите американски држави се одржуваат протести кои што неретко завршуваат со насилство. Имавме и појава на така наречени контрапротести, дури и од лица кои што јавно го носеа своето оружје, тоа е дозволено во голем дел од сојузните држави на САД. И имаше повеќе жртви на во тие судири помеѓу лицата што протестира и оние што беа дел од контрапротестите. И на некој начин она што сега се случува во изборната кампања е кулминација на процесите што се одвиваа во изминатите 4 години, односно неуспехот да се најде решение за проблемите кои што постојат во американското општество долг период назад, би рекол повеќе децении. Она што сега го гледаме во изборната кампања, оваа жестока реторика и од страна на председателот Трамп и од страна на неговиот против кандидат Бајден е всушност резултат на сите оние процеси претходно и мислам дека една од задачите на идниот председател, дали тоа ќе биде Бајден или пак председателот Трамп ќе постои втор мандат, ќе биде токму решавање на овие проблеми, односно намалување на тензиите во американското општество. Тоа нема да биде лесна задача, предстојат дополнителни предизвици во тој поглед, но верувам дека ќе се најдат сили да се направи еден напредок на тоа. Господине Наумовски, колку од тие елементи на политика на супремација во она што беше и во овие 4 години платформа на Трамп, всушност ги isvrli na površina site frustraciji, site
контрадикторности, сето она што во американското општество, сето она што може би со години се фрлало или се ставало некако под тепих, што би се рекло, мислејќи тука пред се на расните разлики кои што во последниот период ескалира, може би поттикнати дури и од реториката на Трамп и колку тоа сега може да му биде да се врати како својден бумеранг или да оди во полза на Бајден. За разлика од нас кои што мандатите на американските председатели ги анализираме главно низ надворешно политичката призма, во САД, како што каже и претходниот соговорник, во суштина доаѓаме до ситуација кога главните проблеми се внатрешно политички, односно проблемите во однос на имиграцијата, например, каде што председателот Трамп имаше значително поразличен пристап отколку неговиот претходник Обама, проблемите поврзани со имиграцијата, односно намалувањето на шансите имигрантите да пристигнат и да останат на територијата на САД. Се сеќавам на сите оние ситуации кога имигранти беа протерувани од територијата на Соединетите американски држави, тоа дополнително ги вежеш тие оние односи кои што веќе постојат во американското општество. Дополнително, Соединетите американски држави се една од државите со прилично брзи промени во однос на демографијата и тие демографски промени влијаат на резултатите на избори. Веќе овие избори ние ќе имаме ситуација каде што некои од државите кои што традиционално гласале за републиканците веќе се држави кои што можат да преминат на демократската страна, како например државата Аризона и дури и за државата Тексас, например, која што е традиционално републиканска. Благодарение на тие демографски движења можно е демократите овој пат да освојат многу поголем број на гласови отколку на претходните избори и дури да го доведат во прашање таа републиканска доминација во оваа сојузна држава. Председателот Трамп со својата реторика уште пред неговиот избор во 2016 година навести дека има намера да отвори една војна со естаблишментот во Вашингтон. Тој исто така влезе и се уште се наоѓа во една состојба на би рекол непријателство или војна со традиционалните американски медиуми и на еден начин се обидува да ги промени состојбите кои што долго време постоеле во Соединетите американски држави. Дали тие промени се во позитивен или негативен правец, можеме да видиме токму од она што се случува во изминатите неколку месеци. Имено сцените што ги видовме и се уште ги гледаме на американските улици во изминатиот период, потсеќаат на нешто што се случуваше на Балканот во 90-тите. Например, вие во тоа го дефиниравте на почетокот на емисијата дека има своевидни балкански зачини на овие американски председателски избори. Жестоката реторика од двете страни, и од страна на демократите и од страна на републиканците, екстремистите би рекол од двете страни, и екстремно левичарските организации и екстремно десничарските организации се исклучително мотивирани на овие избори. Не случајно луѓето кои што гласаа по пошта, односно ја искористија можноста да гласаат пред денот на изборите, е толку голем. Сега има влијание тука и состојбата со коронавирусот, меѓутоа се очекува одзивот да биде многу поголем отколку на претходните избори и ќе видиме како тоа ќе влијае на конечниот резултат. Традиционално, поголемиот одзив оди во прилог на опозицијата, односно против актуелните носители на функции, во овој случај би било во полза на демократскиот кандидат Бајден, но да не заборавиме дека и десничарските и екстремно десничарските гласачи се особено мотивирани да излезат на овие избори, што дополнително зголемува тензијата не само за време на изборниот ден, туку и за она што ќе се случува веќе од вечерва по европско време и утре и во текот на наредните денови. Како еден податок кој што би бил интересен е дека продажбата на оружје и поборувачката на оружје и муниција е значително зголемена во изминатите неколку недели, што значи дека голем број на американски граѓани очекуваат да се случат некакви немири и некакви насилства во период после изборите. Најавите за непризнавање на резултатите само ја вжештуваат ситуацијата и го зголемуваат потенцијалот да дојде до едни немили сцени.
Мислам дека имаше и одредени ситуации во текот на самата изборна кампања, на близок контакт на двете групации, што беше дополнение на веќе постоечкиот анимозитет и непријателство помеѓу двете групи. Тоа е еден дополнителен предизвик и, како што кажавте вие, проблемите што долго време биле на некој начин игнорирани, сега ќе мора да бидат дел од агендата на идниот претседател и тој сериозно да се запати со решавање на овие проблеми. Амбасадоре, што може да се очекува во политиката и во односите кон Балканот? Претходно, пред приемот на Македонија во НАТО, загриженоста на Македонија беше многу голема околу тоа колку евентуалната промена во администрацијата би влијал и кон Македонија, но сепак тоа прашање околу НАТО е затворено, но сепак на Балканот има многу отворени прашања. Видовме каков е односот на американската администрација, дел од нив како диалогот Белград-Приштина е неминовно нејзиното вклучување, меѓутоа го видовме и третманот на Трамп дека тоа го користи за своевидна политичка реалити шоу манифестација. Доколку ги анализираме мандатите на претходните американски претседатели во изминатите речиси 30 на години, ќе видиме дека во суштина нема големи промени во однос на политиката кон Македонија. Постојат различни фази во односот кон регионот. Се сеќаваме на периодот кога администрацијата на претседателот Клинтон, например, беше прилично вклучена во решавањето на конфликтите во поранешна Југославија. Исто така и администрацијата на претседателот Џорџ Буш помладиот имаше исклучителен ангажман во овој регион, кој што беше во насока на севкупната политика на приближување на Источна Европа кон вредностите на НАТО, проширувањето на НАТО со нови држави членки, но за време на мандатите на претседателот Обама, 2 мандати и сега 4-годишниот мандат на претседателот Трамп, гледаме еден намален ангажман на американската администрација, односно овие надлежности и решавањето на проблемите на Балканот како да се препуштаат на решавање на партнерите од Европската Унија. Како еден поединечен случај е токму она што вие го споменавте, вклученоста на претседателот Трамп во решавањето на отворените спорови помеѓу Србија и Косово. Иако не се дојде до едно трајно решение, мислам дека тој успех за решавањето на проблемот меѓу Србија и Косово би можеле да го припишеме како еден од успесите во надворешната политика на претседателот Трамп, кој што нормално ќе го искористи тоа во предизборниот период и ќе се обиде да го продаде како успех на надворешно политички план и успех на неговата надворешна политика. Сепак, мислам дека без разлика на исходот од денешните избори, политиката кон Македонија не би претрпела некакви значителни промени. Како една константа можеме да го забележиме она што значи поддршка за членството во НАТО, што го споменавте, која што веќе е завршена работа, поддршката за нашето членство во Европската Унија, поддршката што од сад во континуитет ја добиваме во областите како што се реформа на правосудството, борбата против корупцијата и организираниот криминал, реформата на администрацијата, поддршката за малите и средни предпријатија и така натаму. Она што мислам дека ние како држава треба да го имаме предвид, односно на што би требало да се фокусираме, без разлика на исходот, да се обидеме да го искористиме оној потенцијал кој што постои во областа на трговската размена, да се обидеме да привлечеме што е можно повеќе американски инвестиции овде, да испратиме што е можно повеќе македонски студенти да студираат во САД и да се вратат овде со искуството што го стекнале и да направиме се што е во наша моќ да ги подобриме односите во овие полиња. Како една ситуација каде што Соединетите американски држави би можеле да го зголемат своето присуство на Балканот, мислам дека тоа не би можело да се случи, односно единствената причина за присуство на американската дипломатија би било затворањето на нерешеното прашање на Косово, односно конечното решение помеѓу Србија и Косово и евентуални, би рекол, можни ризици во Босна и Херцеговина. Она што значи членство во НАТО е веќе завршена работа и мислам дека во тој поглед можеме да бидеме сигурни дека врз територијата на Македонија веќе нема да се прекршуваат никакви влијанија или како што
Во минатото беше опишано дека Македонија се наоѓаше на линијата на одбор. Господине Наумовски, ви благодарам за ова кратка и ефектна анализа околу изборите. Во САД секако останува да почекаме да ги видиме резултатите, ќе имаме или ќе се случат сите оние неизвестности и предвидувања кои што ги има, а кои што беа несвојствени за досегашните председателски избори во САД. Благодарам уште еднаш што бевте дел од вечерашната топ тема. Продолжуваме понатаму со анализа на тоа кои беа ефектите од политиката на Доналд Трамп на меѓународен план. Мој следен гостин е Љубомир Гајдов. Дали го имаме Гајдов на линија? Добро вечер. За многу години. Добро вечер, Гајдов. Слушам. Јас би почнал таму каде што завршивме 2016 година, но не мислам дека не беше на трети, беше на четврти, кога ги анализиравме резултатите од влегувањето на Трамп во Белата куќа. И мислам дека, може би нема да ја погодам формулацијата, но таа емисија заврши со оценката ваша, дека ова ќе биде вовед во нов светски поредок или хаос. Се случи што? Тоа беше на 21 јануари 2017, кога Трамп беше инаугуриран. И тогаш јас дојдов од Охрид, кај имаше една голема меѓународна конференција глобална политика и бегалска криза, кај што мојата тема и теза беше дали Трамповата нова доктрина Америка прво ќе биде нов world disorder, значи неред, хаос или нов поредок. За жал стана голем неред или хаос. Зошто? Зашто Трамп, кој дојде со оветување дека ќе направи нов светски поредок што нема да има војни и оној американски војни буџет од 600 милиарди долари, што како што самиот рече срамота е, бидејќи другите големи сили, Русија, Кина, Британија, Франција, сите заедно немаат 600 милиарди долари за војни буџет. И што се случи? Само неколку месеци подоцна, неговиот прв воен буџет беше 740 милиарди долари. А тој исто вети дека Америка 16 милиарди долари џабе ги фрлила во војните на Блискиот Исток, а само со 3 милиарди долари ќе може да ги оправи сите инфраструктурни проблеми, патишта, железници, тунели, школи. И ништо. И трето, слушам? Завршете ја само накратко мислата, бидејќи имаме уште кратко време, треба да бидеме покорни. Тој направи 3 неочекувани гафови. Прво, ја повлече Америка од договорот за екологија во Париз, што е срамота да укинеш меѓународен подпис на претходниот председател. Второ, рече ќе воведе царини и ќе направи разни нови преговори со соседите Канада и Мексико. И тогаш, за жал или за среќа, дојде во Давос кинескиот председател Си Џинпинг, кога ценам за голем лидер, и тој рече, ако не ке Америка да биде шампион на слободна трговија, тогаш Кина ќе стане шампион на слободна трговија и шампион на екологија. Го спомнавте климатскиот договор од Париз, кој да биде вечерва денеска избран за председател, практично од вечерва на полноќ по средноевропско време, тоа значи Америка и официјално излегува од климатскиот договор. Тоа е едно од прашањата со кои Трамп буквално ги
преврте наопаку односите на меѓународната политичка сцена. Споменавте дел заладувањето на односите со Кина, контрирањето на мултилатерализмот генерално. Колку тоа се сеќаваме тука на односите на НАТО во НАТО, со Европската унија, со Русија, унија, го споменавте транспацифичкиот трговски договор и сите други прашања, колку тоа ја направи Америка поголема кон надвор. Не може да ја направи поголема, зашто Трамп, например, пред 2 години имаше една голема конференција на НАТО во Скопје, каде што цел ден говореа против Путин. И на кај ја побарав збор и му реков на тој помошникот генерален секретар на НАТО, еден италијански амбасадор, цел ден овде ми ги бутнавте ушите со Путин, а заборавате дека НАТО ќе го руши Трамп. Како Трамп? Па пред 3 дена велам, кога заврши самитот на Г7 во Канада, тој го потпиша заедничкото комунике, меѓутоа ако се качи во авионот, на новите им рече, не го признам Г7, ја ќе направам Г3 со Русија и Кина. Плюс, рече пред тоа неколку недели, дека нема ја заради борбената малобројна црногорска нација да првам светска војна. Фактички, меѓу редови, тој рече дека нема да го признае членот 5 на НАТО договорот, дека напад на една земја, напад на цел НАТО. Но, од друга страна, го исполни предизборното ветување за преместување на амбасадата во Израел. Беше во Ерусалим, се извинувам, беше успешен во она што сите му го признаваат како историски договори помеѓу Израел и Обединетите арапски емирати, нормализирањето на односите со Судан, иако видовме како тоа се инструментализира и во изборната кампања со оној фамозен телефонски повик и разговор со израелскиот премиер и прашањето што смета дали тоа би можел да го стори и таков успех да направи и Бајден. Тоа мислам дека е многу плитка и провидна тактика на господин Трамп, бидејќи тоа беше да им се додвори на американските евреи, што ги има околу 6 милиони. Зашто, зволја на вистината, 1996 година, кога одев на една конференција во Атина, тогашниот министер за надворешни работи, професорот Фрчаковски, ми рече, кажи му на твојот пријател во Атина, што е амбасадор и во Скопје, Ран Куриел, дека ако не го симнат ова бивша Југословенска, тогаш ние ќе бидеме прва држава во светот што ќе направи амбасада во Ерусалим. Колку... Значи... Да, завршете ја мислата. Да, завршете ја мислата. Кажав. Имаме малку проблеми со врската. Како го коментирате сето оно што се случува во актуелното предизборие? Многу неизвестност, не само околу резултати, и тука не мислам на таа неизвестност околу резултатите, туку пред се на тие закани за непризнавање на резултатите, можност од внатрешни судири. Гледаме слики како градови буквално се барикадираат во очекување на можни немири. Јас во неколку претходни разговори реков, гледаме елементи на балканизација од земја која што претходно ни била тутор, нели, по демократија. Така бевме навикнати досега. Па мислам дека со своето однесување Трамп фактички си стави неколку автоголови. И ја случајно вчера, шетајки по интернет, најдов една студија, еден познат американски професор по историја, што 1981 година со еден руски математичар и голем професор по сеизмологија направиле алгоритам, шема, каде што сите до сега избори од 1984 година до 2016 ги погодиле. И сега,
погодуваат дека 13 параметра што ги имаат, Трамп неколку ги скршил, иако до 2019 до декември му била сигурна победата и реизбор, меѓутоа со двата страшни превида, а тоа е расизмот негов и големите немири расни во Америка после убиството на неколку афроамериканци, тој со својата надменост и со неговата група на така наречени супрематисти, си ја уништи победата, плюс лошо раководеше со аферата COVID-19. Еве, вчера рече дека кога ќе победи, а нема да победи, тој рече дека прво што ќе биде, ќе го смени тој професорот по инфектологија од Бетезда од Вашингтон, кој што поштено и цело време му велеше дека мора да има маска, дека мора да им каже на луѓето да не ги индоктринира погрешно. И сега што се случи? Америка 230.000 мртви има. Тоа е катастрофа невидена, првобитно поради лошото управување на Трамп. Прецизни се американските аналитичари па пресметале дека вкупно 453 соработници на Трамп, вклучително од први соработници во Белата куќа па се до авторитети понатаму во администрацијата се сменети за само 4 години. Тука правиме кратка пауза за реклами и продолжуваме за кратко. Влегуваме во завршница на вечерашната топ тема и натаму со мене е Љубомир Гајдов. Гајдов, очигледно многу подетални и потемелни анализи ќе треба да се прават од утре натаму во очекување на резултатите и дилемите, дали ќе ги има, кога ќе ги има, каков ќе биде исходот, ќе се признаат ли резултатите. Која е вашата прогноза? Еве, она што е погубно за Трамп, тој ги губи изборите во 6 клучни држави. Флорида, Пенсилванија, Мичиген, Висконсин, Северна Каролина и Аризона. Според тоа, без оглед што он ќе ги загуби изборите, а веќе месец дена вели нема да ги признае, да го признае поразот, а од овие денови и приврзаниците на Бајден велат и тие нема да го признаат поразот, значи со недели ќе трае броењето и натегањето, затоа што Трамп има многу лична причина зошто не би смел да ги изгуби изборите. Се закани Бајден дека тој кога ќе победи, ќе донесе уште 5 нови судии во Врховниот суд и потоа ќе не може Трамп да се вади дека неговите тројца привезаници што ги набута на брзина во Врховниот суд ќе го спасат во големата операција што демократите ќе ја водат против него, зашто со години нема плаќано порез. Значи прогнозата на овие двајца професори со нивната математичка формула не само што републиканците ќе го загубат изборот за Белата куќа, туку ќе го загубат и Сенатот, така што Америка следниве 4 години најмалку ќе ја владеат без поговор демократите. Меѓутоа, она што е најважно за нас овде, Македонија, македонците, мислам дека Трамп направи голем потек кога на 4 септември со Вучич и со Хоти потпиша договор за така наречена мала Европа, овде мала Европска унија. Со тоа неговите советници фактички најавија дека кога ќе постигнат овие 6 земји на Западниот Балкан да направат една мал Шенген, така наречен, тогаш Америка ќе ги реши своите два најголеми европски проблеми, Косово и Босна. И затоа оваа шесторка, така наречена Западно-Балканска, после 5-6-10 години колективно
Америка со помош на Европа ќе ги внесе во Европската Унија, затоа што да не заборавиме, 5 држави од Западна Европа, од Европска Унија, не го признаваат Косово и според таа приказна Косово, ако не се направи оваа макинација или малверзација или удар од Америка, нема теорија да влезе за 100 години во Европската Унија. Сосема накратко рековте дека ќе се очекува дека е можна голема неизвестност, пребројување, оспорување на резултатите, што сето тоа би значило како надополнување на актуелната крајно поделена атмосфера во САД, како надополнување на таа екстремна фрагментираност на американското општество. Па, Трамп, исто како неговиот предходник Никсон, успеа да ја подели Америка на сиромашни и богати. Тој им ги фаворизираше милиардерите. Тоа го направи Обама исто пред него. Тој доби Нобелова награда за мир, а ништо не направи, туку направи цела серија војни и тогаш неговите заштитници од така наречениот банкарски сектор го наградија со таа Нобелова награда. И што е најстрашно, мислам дека Трамп успеа како за расист, он е екстремен расист, иако вели дека јас сум најголем антирасист. Успеа против себе да ја сврти целата така наречена обоена Америка. И мојата дефинитивна прогноза е не само што овие двајцава луѓе кажуваат дека нема теорија да победи, бидејќи од тие 13 параметри, он веќе 7 ги нагазил. Господин Радов, ви благодарам за оваа кратка анализа и гостувањето во вечерашната топ тема. Деновиве што се пред нас се до официјалната инаугурација во јануари, ни оставаат простор и за многу потемелни анализи. Благодарам што бевте уште еднаш дел од топ тема. И сосема за крај, оно што е специфично за Америка. Поддршка за дел од кандидатите, од звездите во Холивуд и од музичката сцена. Ние ве пренесуваме дел од нив. We need you. We need your family. We need your friends. We need your heart. Vote like your life depends on it, or vote like your children's lives depend on it. Because they do. Don't let them take away your vote. Don't let them take away your voice. Philadelphia, we have the power to put an end to this nightmare. If we win this state, then Donald Trump will be gone. And Joe Biden will be the next president of the United States. Дали ќе биде така, останува да видиме. Во 1 часот по македонско време се затвараат првите избирачки места во Соединетите Американски држави. Гласањето завршува со гласањето во Алјаска во 7 часот наутро по македонско време. Многу дилеми и неизвестност околу тоа дали утре ќе се знае новиот или старо новиот председател на Соединетите Американски држави, како што впрочем порача и дел од моите вечерашни соговорници. Следните најнови информации во САД во вестите во 21:30. Останете на Телма. Од мене, довидување.